Ова се настаните на денот. Допрва ќе се почувствува дефицитот на педиатри во државава и долгорочните последици од тоа по здравието на децата. Народниот правобранител отвори предмет за случајот со ученичката со Даунов синдром која била отфрлена од училишната средина. Хотам развива платформа за краткорочни вработувања во туризмот за да се намали непријавената работа на црно. Со низа свечености Охрид ќе го чествува Прличев. Министерот за здравство и верските лидери апелираат до граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот времето умерено облачно со сончеви периоди, а попладне сончево, ветровито и свежо со максимални 4 степени над нулата. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро и студено. Во петок над северозападна, северна, централна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег проследени со ветер и ниски температури. Во останатите делови од стариот континент времето стабилно со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров во петок времето сончево со локална облачност ќе биде потопло со пораст на дневните температури, максималните дневни во интервал од 3 до 12 степени над нулата. Во Македонија во петок студено утро со пад на утринските температури, појава на умерен мраз, во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Минималните температури во Македонија од минус 10 до минус 1, дневните од 1 до 9 степени над нулата. Во Охрид во петок сончево време, локална облачност и минимална температура од минус 7 степени Целзиусови, максималната 4. Во Охрид во сабота умерено облачно време со дневна температура до 6, а во недела и понеделник сончево со локална облачност и потопло, со максимални 6 односно 8 степени Целзиусови. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Педијатријата како медицинска гранка е на изумирање. Недостасуваат матични педиатри и специјалисти на детските оделенија во општите болници, а дефицит ќе има и на детската клиника.
Врни експерти и професори педиатри укажуваат дека во изминативе десетина години државата нема стратегија кои кадри недостасуваат и што мора да се специјализира. Сега почнува дефицитот од педиатри, а ќе се соочуваме со пациенти кои нема да се следени соодветно, напоменуваат искусните детски лекари од терцијалното здравство. Стравуваат дека на детската клиника ќе се испраќаат за доцнето деца со неоткриени болести, посебно кога станува збор за ретките заболувања, напоменува детскиот нефролог доктор Нора Абази Емини од детската клиника. Педиатрите се многу важни во здравствениот систем и политиката за оваа специјализација требаше да се крои пред десетина години, кога се правеа планови за специјализации. За неколку години ќе се почувствува дефицитот и значењето на педиатрите во здравствениот систем на државата. Кога има стратегија државна за кадрите, а не овде значи се специјализира според желба на лекари, а нема државна стратегија кои кадри фалат и што мора. Значи во другите држави не ги прашуваат лекарите што сакате, тоа што има дефицит, тоа се специјализира. Примарното здравство во педиатријата е многу важно и е линк со терцијалното здравство, напоменува професор доктор Велибор Тасич од детската клиника. Педијатарот е тој што треба да ги упатува на понатамошно исследување малите пациенти на детската клиника доколку здравствената состојба налага потреба за тоа, нагласува професор Тасич. Педиатријата како гранка е на изумирање, а детските специјалисти на клиниките се на возраст од над 50-60 години. Клиника за детски болести за година 10 до 15 врвни експерти и професори заминуваат во пензија. На ситуација која што ќе биде исклучително тешка за клиникава. Ние ќе гледаме да помогнеме ако не ангажираат, исклучително тешка ситуација. Не знам како ова ќе се реши. Децата му припаѓаат на педијатарот во лекувањето, а не на семејниот доктор. Фамилиарните доктори имаат недоволна едукација од 3 месеци, додека еден педијатар поминува 5 години во едукација во оваа област, потенцира професор доктор Велибор Тасич. По објавата на случајот за 11-годишната ученичка со Даунов синдром Ембла Адеми од Гостивар, која не била прифатена од родителите на учениците од оделението и настава следела во посебна просторија, Народниот правобранител по сопствена иницијатива формира предмет и испрати тим во училиштето за да го испита случајот. Отфрлањето од училишната средина и дискриминаторскиот однос кон девојчето со атипичен развој ја разгневи јавноста. Како што се наведува во соопштението на Народниот правобранител, случајот со Ембла покажува голема незрелост на општеството, кој ни оддалеку не е подготвено во пракса да ја имплементира домашната и меѓународната регулатива која се однесува на инклузивноста на овие лица во секојдневниот живот. Според Народниот правобранител, недозволиво е овие ученици да бидат жртва на неподготвеноста на поединци да ги прифатат различните и да им биде отежнат пристапот до образовниот процес, кој со устав и со закон им е гарантиран на сите подеднакво, без елементи на каква било дискриминација. Народниот правобранител ги охрабрува родителите за ваквите случаи да не молчат, туку да се обратат до институциите со цел на времена заштита на правата на нивните деца гарантирани со законите. ТВ Клан синоќа објави сторија дека во основно училиште во Гостивар 11-годишната Ембла е изолирана во одвоена и слабо загрејана просторија, да учи сама со асистентката, затоа што родителите не сакале таа да учи заедно со нивните деца, зашто дури и подпишале петиција. Министерот за образование Јетон Шакири објави дека Ембла од денеска повторно ќе продолжи да учи во класот и дека нема да биде изолирана. Хелсиншкиот комитет за човекови права пак побара општина Гостивар ритно да го разреши директорот на училиштето кој дозволил крајно дискриминаторски третман на ученичката. Граѓаните до Народниот правобранител изминатава година најмногу се жалеле на повреда на нивно право во судски постапки од работодавачи. Само една представка минатата година пристигнала до подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Кичево во врска со животната средина. Поради пандемијата, изминатата година значително помал број граѓани лично се обратиле во канцеларијата. Комуникацијата се одвивала претежно по писмен пат.
Од подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Кичево годинава ќе продолжат со праксата на директни средби со граѓаните по градови по еден ден во месецот. Во подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Кичево, која ги опфаќа и општините Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани, минатата година значително помал број граѓани се обратиле лично за помош поради повреда на некое нивно право. Поради пандемијата, комуникацијата и приемот на представките во поголем дел се одвивале по писмен или електронски пат. 174 представки од граѓани биле доставени во подрачната канцеларија во изминатата година, а постапувано било и по 80 представки останати од претходната 2020-та. Од нив во текот на 2021 година решени се 186 предмети. Граѓаните во најголем број до омбудсманот се жалеле на правосудството, потоа следуваат голем број поплаки од сферата на работните односи и урбанизмот, па представки за полициските овластувања. Во ек на пандемија само 3 предмети се однесуваат на здравствената заштита, а само една представка пристигнала до Народниот правобранител од сферата на животната средина. Од завршените предмети во 121 случај се запира постапката по член 23 од Законот на Народниот правобранител, поради тоа што не се констатирани повреди или во меѓувреме е остварено правото на граѓанинот, а во 65 предмети биле констатирани повреди. Заменик Народниот правобранител Илбер Руфати информира дека годинава ќе продолжат месечните средби со граѓани во градовите кои се во надлежност на подрачната канцеларија Кичево. Заменик Народниот правобранител секој последен четврток во месецот ќе доаѓа во посета на Охрид на средба со граѓаните. Средбите ќе се одржуваат во просториите на општинската зграда во период од 9 до 15 часот и 30 минути. Секој последен петок пак во месецот, представник од канцеларијата на Народниот правобранител ќе биде на средба со стружени. Средбите ќе се одржуваат во салата на Градскиот совет во период од 9 до 15 часот и 30 минути. Хотам изработи платформа за посредување при краткорочните вработувања во туристичкиот сектор. Компаниите од Охридско-Струшкиот регион ќе може легално да вршат краткорочни вработувања, бидејќи придонесите ќе им ги плаќа Европската унија. Заинтересираните работници кои може да бидат редовно вработени во друг сектор, ќе може дополнително да заработат. Хотам изработи платформа за посредување при вработување во туризмот. Оваа пилот мерка поддржана од Меѓународната организација на трудот има за цел да се намалат вработувањата на црно и непријавената работа, воедно да им овозможи на компаниите од хотелско-туристичкиот сектор да ангажираат дополнителна работна сила во сезонските пикови, кога имаат потреба. Потенцијалните работници, редовно вработени во други сектори или невработени, добиваат можност легално да заработат повеќе. Ке можат да работат дополнителни 40 работни часа месечно. Работодавачите ќе исплаќаат дневници за келнери, шанкери, собарици и готвачи, а придонесите ќе ги плаќа Европската унија. Во проектов за почеток дневниците се направени да бидат 1500 денари, што е многу битно дека ќе биде пријавена работата, нема да биде на црно, и дека придонесите за истата ќе бидат исто така платени и самото пензиско ќе си биде нели према истиот работник. Тоа 1500 денари спомнавме за келнери, шанкери и така натаму. За готвачи што се од прва класа би било околу 3000 денари дневницата. Со оглед на тоа дека тоа ќе бидат само за одредени денови и има одредено време колку би можеле таква работа да извршуваат. Целта на оваа пилот мерка е да се генерираат докази дека доколку на работодавачите им се олеснат административните работи во врска со пријавувањето на краткорочни работувања и доколку им се намалат трошоците за придонеси, дека ќе бидат поспремни да ги пријават своите работени. Значи, тие што ги ангажираат по потреба, дали на ден, 2, 3, како што кажа колегата, до 9 работни дена во месецот кај еден работодавач. Платформата е во функција. Сите компании од хотелско-угостителскиот и туристичкиот сектор може да се пријават. Во базата може да се регистрираат и сите заинтересирани работници кои ќе добијат и обуки за работа. Целта на овој проект е да се мотивираат и работодавачите да пријавуваат такви вработени, да ги исплаќаат на време и сите придонеси
почнуваме со реализација на проектот од март месец, каде се опфатени март и април, ќе работиме на обуки за работници кои што ќе сакаат да се ангажираат во туризмот. Тие ќе бидат опфатени сите работни места кои што се потребни во туризмот. Ангажманот на работниците и реализацијата на оваа пилот мерка стартува од 1 мај до 31 август и важи за компаниите од Охридско-Струшкиот регион. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот одржа презентација пред туроператорите кои ќе бидат коегзибитори на саемот во Истанбул, во Турција од 9 до 12 февруари годинава. Агенцијата ги информираше коегзибиторите за турскиот туристички пазар и последните движења, како и очекувањата од овој пазар, но и за значењето на гостите од Турција за туризмот. Оваа година Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе го представи туристичкиот потенцијал во Истанбул заедно со 5 учесници: Badem Tour Balkan Incoming, Fibula Travel, General Tourist, DMC Balkans и Resort Радика. На 40 метри квадратен штанд во фокусот ќе бидат традицијата и гастрономијата. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот упати покана до сите други заинтересирани чинители во туризмот да го посетат саемот за туризам во Истанбул. Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Охрид од следната училишна година воведува нов образовен профил – техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. После повеќе од една година спроведени истражувања и анализи на пазарот на труд, веќе е изработен наставниот план за новата квалификација техничар за е-трговија и дигитален маркетинг во секторот економија, право и трговија, информираат од оваа образовна установа. Диалогот на Министерство за образование и наука со бизнис заедницата, општините и училиштата учи паметно, работи стручно и ја исполни целта. Бизнис заедницата и економските училишта покрена иницијатива, а институциите ја препознаа. На наше задоволство, чест ни е да упатиме огромна благодарност за разбирањето и целокупната поддршка од бизнис заедницата, локалната самоуправа, Министерството за образование и наука, секторската комисија за квалификациите од секторот економија, право и трговија и сите релевантни институции, велат од Охридското средно училиште. А Охрид со низа пригодни свечености го чествува Григор Прличев. Настаните започнуваат утре со свеченост по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев, а ќе завршат во недела со беседа за преродбеникот и ловороносецот Прличев. Општина Охрид, Националната установа, Центар за култура, библиотеката и Општинското основно училиште кои го носат името на преродбеникот Григор Прличев и Друштвото на писатели на Македонија со традиционалната манифестација Прличеви беседи ќе одбележат 129 години од неговата смрт. Програмата започнува утре со освеченост по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев и полагање свежо цвеќе пред споменикот на Прличев во училишниот двор. Потоа во 12 часот во големата сала во општина Охрид ќе биде промовирана книгата Охридски раскажувачи од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски, промотор е магистар Перчо Божиновски. Во сабота во изложбениот салон на Центарот за култура со почеток од 11 часот и 45 минути ќе биде отворена изложба на ликовни дела од колекцијата на Центарот, а со почеток во 12 часот на малата сцена во Центарот за култура ќе се одржи свеченост посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев, Трајче Кацаров, автор на поемата Цветко. Во 13 часот Владо Жура ќе ја промовира монографијата Прличеви беседи 1952-2022, хроника на еден културен настан, од авторите Милчо Јовановски и Гордана Змејковска. Во недела во 11 часот ќе се одржи панихида и полагање свежо цвеќе на гробот на Григор Прличев во близина на црквата Света Богородица Перивлепта. Во 12 часот пред споменикот на Прличев во непосредна близина на библиотеката ќе се одржи настанот стихови и звуци за Прличев. Ќе бидат врачени наградите од литературниот конкурс на основното училиште Григор Прличев и ќе бидат прочитани наградените литературни творби, пошто Зоран Пековски од Друштвото на писатели на Македонија ќе беседи за Григор Прличев. Министерот за здравство Бекем Сали денеска во спомен куќата на мајка Тереза во Скопје се сретна со поглаварите на верските заедници, при што заедно упатија порака дека единствена, докажана, најдобра и најсоодветна можност за заштита од COVID-19 вирусот е токму вакцинацијата.
Поглаварите на верските заедници во Македонија, заедно со министерот за здравство Беким Сали, денес во спомен куќата Мајка Тереза упатија заеднички повик кон верниците да се вакцинираат. Министерот Сали апелира секој граѓанин сериозно да ја свати потребата од вакцинација. Во време на пандемија, кога речиси секој од нас е погоден од вирусот, кога дел од нас изгубивме и многу наши драги, најблиски, посакувам на овој заеднички начин да упатиме апел секој граѓанин да ја свати сериозно потребата за вакцинација, да одговори на нашиот повик за вакцинација и да не дозволи никој да ги поколева во стремежот за спасување на својот и на животот на луѓето околу нас од оваа чума која веќе 2 години го сменил и начинот на нашето живење. А при тоа уште еднаш сакам да ве повикам сите да се вакцинирате. И верските лидери се наставот дека вакцинацијата е единствениот начин за заштита на населението од вирусот. Поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, ги повика граѓаните и верниците да се придржуваат до мерките што ги воведоа институциите задолжени за заштита на здравјето на луѓето. Македонската православна црква, односно Светиот архиерејски синод, преку своји соопштенија повеќе пати во текот на изминативе 2 години, како и во посланијата наменети за поголемите празници на црквата, апелираше до верниот народ да се придржуваат на она што задолжените институции почесто и редовно апелира на таа тема. Зашто и овој пат ќе речам, подобро е нешто да го спречиме, отколку потоа да го лечиме. Така што и овој денешен апел од името на сите овде присутни така и треба да се разбере. Реисул улема на исламската верска заедница Шакир Фетаху во своето обраќање потсети дека од почетокот се реализирани сите можни организации во џамиите и во другите верски објекти за заштита на населението. Во секој момент апелиравме луѓето да се држат до сите мерки што ги донесовме како исламска верска заедница во рамките на Министерството за здравство. Исто тако, исламската заедница имаше наредба кај сите верници да се апелира вакцинација да се зема сериозно, да се пристапи на сериозен начин, затоа што е тоа одлука на Светска здравствена организација. На средбата исто така присуствува и бискупот на Католичката црква на Република Северна Македонија Киро Стојанов, председателот на еврејската делница во Северна Македонија Пепо Леви и суперинтендантот на Евангелиско-методистичката црква во Северна Македонија Маријан Димов. Домаќин на средбата беше директорот на спомен куќата Мајка Тереза Аријан Асланај. Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец јануари 2022 година. Корисниците на парични права кои поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска 3 февруари 2022. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19, за корисниците кои не користат картички. Исплатата ќе се спроведе во 2 групи, во сите отворени филијали и експозитури на банките согласно со утврдениот распоред по азбучен ред според првата буква од презимето, и тоа денес 3 февруари од буквата А до буквата Л и утре 4 февруари од буквата М до буквата Ш. Министерството за труд и социјална политика потсетува на обврската за носење маска и одржување физичко растојание од 2 метри. Во продолжение вестите од светот. Русија и Кина достигнаа невидено ниво на партнерство, меѓусебно ги почитуваат интересите и имаат стабилизирачка улога на меѓународната сцена, изјави рускиот председател Владимир Путин пред да замине за Пекинг. Во напис за кинеската државна новинска агенција Ксинхуа
тој изјави дека обемот на трговската размена меѓу двете земји ги урна сите рекорди. Посочи дека Русија и Кина формираат механизми за израмнување на негативното влијание на санкциите. Американскиот носач на авиони Хари Труман предводи борбена група војна вежба во Јадранот. Командантот на бродот одбил да шпекулира што ќе се случи по завршувањето на вежбите во наредните денови. Одлуката за тоа каде ќе биде распоредена американската борбена група е донесена на ниво на министер за одбрана, изјави американскиот контраадмирал Курт Реншо. Тој ја изрази подготвеноста на морнарицата да действува насекаде и да планира да действува онаму каде што е најпотребно, пренесува Б92. Руското министерство за здравство ја одобри на Федералната медицинска и биолошка агенција да ја изврши третата фаза од клиничкото тестирање на антиковид лекот Мир-19. Тестовите ќе се вршат во 11 медицински установи, ќе учествуваат 1274 пациенти. Руското министерство за здравство го регистрира Мир-19 на 22 декември. Лекот беше развиен од руската ФМБА за лекување на инфекцијата од коронавирусот. Не дозволува вирусот да се размножува и ги спречува најтешките форми на болеста, како пневмонијата или синдром на акутен респираторен дистрес. Во моментот лекот се тестира само во болниците. Околу 360 квадратни километри прашума во бразилскиот Амазон се уништени само во јануари годинава. Ова е најголема бројка регистрирана за јануари од 2015 година, соопшти Националниот институт за вселенски истражувања ИМПЕ. ИМПЕ користи сателитски снимки за своја анализа, користејќи брзо истражување за да ги испита промените во шумата во реално време. На климатската конференција на Обединетите нации, бразилската влада објави дека ќе стави крај на нелегалното уништување на шумите во амазонската прашинама до 2028. Помеѓу август 2020 и јули 2021, 13.235 квадратни километри се обезшумени во регионот според ИМПЕ. Ова е зголемување од 22% во однос на претходната година и најголема површина на уништени шуми од 2008. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.